Европа, мислам дека од Франција или од Белгија беше, позната куќа консултантска, која што ни работеше на планот и таа ни предложи дека ќе мора да дозволиме во таа инвестиција да има субвенција на државата и дека меѓу другото на јавниот повик фирмите ќе се надаваат кој помалку ќе побара од државата. И второ, ќе мора да дозволиме некои други приходи да добијат они, за да им се исплати да инвестираат. Не знам дали бев доволно јасен. Сакате да ми кажете дека фирмата што ќе ја земе под концесија обиколницата ќе биде некоја од фирмите која ќе инвестира во изградба на автопатишта во Македонија? Точно. Значи, тој што, например, некоја фирма ќе вложи, пошто има во два дела се подели овие околу 300 километри, источна и западна Македонија. Да речеме, некоја зима источна Македонија. И да кажеме треба да инвестира 150 милиони евра. На него за период од 35 години не му се враќаат тие пари. И затоа тој вели, јас ќе инвестирам, ама и државата треба да даде толку и толку. Добро, друг вика треба да даде, ама помалку. Трет вика треба да даде, ама повеќе, и го одбираме ние тој што ќе каже дека најмалку пари ќе побара од државата, и плюс му велиме, еве, земја и ти обиколницата, собирај ги ти приходите, за да го намалиш делот што го бараш како субвенција од државата, бидејќи ние тие средства ќе ги обезбедиме од задружување. За да не подобро да не земаме кредити, па да ги враќаме во иднина, отколку да се плаќа таа патарина. Тоа е една логика која што ни ја понуди консултантот, кој што, како што веламе, еден од најдобрите во Европа, консултантска куќа, тие ни рекоа, дајте им што можете повеќе приходи да имаат, за да биде помало учеството на државата во таа концесија. И да имате што помалку трошоци, а да ги добиете тие автопатишта што сакате да ви бидат изградени. Така што, тоа е логиката на тоа што се прави со обиколницата. Адвокатни автобуси? Прво, зошто запнавте толку со тие двокатни автобуси? Значи, овој пат отидовме со комбинација и двокатни и еднокатни. Добро. Двокатни заради две причини, има традиција Скопје од 60-тите години на двокатни автобуси и тие се добри за имидж и за туризам во градот. Значи тоа воопшто не е лошо. Очекувавте ваков жесток отпор, например? Отпорот е повеќе политички. Добро, веќе се согласувам. Не е толку вака нешто граѓаните до тоа. Но зашто овој тендер по четврти пат? Не е по четврти, два пати ми се чини пропадна. Сега ќе кажам зошто. Првиот пат, и тоа доста се мистифицира дека пропадне и четвртиот тендер за двокатни автобуси. Кој не обвинува така и четвртиот, шестиот и така натаму. Мислам дека два пати беше. Што се случи? Значи, имавме две обвинувања. Прво дека сме сакале едно 20 милиони евра да се ги земеме од тој тендер. И така, не се објаснува, само се вика тој што победи ќе им даде 20 милиони евра на власта. Не знаеме како, бидејќи имаше тендер, се јавија 4 фирми првиот пат, мислам дека и вториот така нешто. И победува на ефтината, која што ги исполнува и другите услови, банкарска гаранција и така натаму, се што треба да поднеси. Сега не знам како може на јавен тендер, тој што дава најниска цена и најповолни услови, да има тука наместено нешто или да зима нешто државата или нешто слично. Но добро, во Македонија се има. Се можеме да слушнеме. Второ, зошто пропаднал? Во она што тие го понудија, беше во барањето, значи во тендерската документација, беше побарано првиот автобус да го произведе за 12 месеци. Тоа е барањето од Министерството за транспорт, која го објавува тендерот. А тие кога доставиле понуда, напишале првиот автобус ќе се изготви од 12 до 18 месеци. А сепак го подпишале договорот однапред, пошто така беше условот однапред да го подпишат, во кој што пишува 12 месеци. На база на тоа дека го подпишале договорот, Министерството за транспорт проценило, нивната комисија, што го подпишале за 12 месеци, независно што го понудата стеле од 12 до 18, значи они сепак прифатиле 12. Кога отиде на второстепена комисија, таа обратно толкова. Вели не, ако го подпишале на 12 месеци, штом пишале 12 до 18, не ќе се држат на тој. Не, ги кршат правилата. Мора да се повтори. И така пропадна тендерот. А не пропадна заради, не знам, приказните на некои помали политички партии кои што кажува, не знам, тука има милионски загуби. Вториот пат, во вториот тендер, истата грешка. Комплетно истата грешка и не можеме да разбереме како е права таа грешка. Значи, буквално истата грешка. И во првиот, и во вториот случај. Така да затоа сега има трет тендер за двокатните, инаку за еднокатните, победи некоја друга компанија, не знам како се вика, од Украина ми се чини. И украинска? Да, украинска. Покри Златен Лейланд англиски.
Ја, извините, вака што реагирам, мислам, Не, Скопје имаше за еднократни изборам. за еднократни. За еднократните најефтина понуда даде, а ги исполнува сите други услови еколошки и така натаму што се бараат. А што мислите, кога би донеле одлука да се направи директна спогодба, јавно, транспарентно, и да се понуди тоа санос нашите, вака така, ќе го помогнеме нашето стопанство. Директна спогодба по закон немаме право да направиме. Значи треба некој затвор да оди, ако направи директна спогодба. Па добро, сите премиери правеа директна спогодба во име на виши цели. Еве, овдека, ја мислам дека нема закон кој ќе ве гони и нема човек, и ни позиција, ни опозиција кој би се бунел, ако тоа го дадеме, например, санос да го прави. Ја би сакал да победи домашна фирма, ама треба домашната фирма да исполнува минимум стандарди. Например, домашната фирма не можеше да даде банкарска гаранција. А ние не можеме да влеземе во таков ризик без минимална, ние не бараме банкарска за цел износ на автобусите. Мислам дека за 10% или нешто така од вредноста се бараше. И со тоа гледаш кредибилноста на фирмата. Тие не поднесоа банкарска гаранција, имаат проблеми, не функционира добро. Кај се 15 милиона евра што му ги дадовте на Трифун Костовски за нови автобуси? Не се сеќам колку беа, дадовме некои пари. Владата даде 15 милиони, 20, не се сеќам, да. Мислам дека дел од тие средства се вратија, побарахме да ги вратат за да ги употребиме сега во оваа набавка. Мислам дека е така. Не сум сигурен, но мислам дека е така. Ќе проверам, ќе потврдам. Господин премиер, ова е се што сакам во овој дел од разговорот, уште една пауза, а потоа имам прашање од здравството, од образованието и уште некои други теми. Пензиите нашиве што нели диаспората гласање и така натаму околу тие работи сакам малку да поразговараме. Благодарам. Одиме со реклама.